Не се работи за сложен и обемен закон и од тие причини, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка. Всушност се работи за измена на еден член, односно членот 27 од Изборниот законник. Сето ова е предложено до Собранието со цел да се разреши проблемот што се појави со блокирањето на процесот на избор на Државната изборна комисија и со оваа измена ќе се разрешат објективно настанатите состојби. Уставот на Република Македонија го уредува потребното мнозинство за донесување на одлуки, кој варира во зависност од законската материја или избраната или именуваната позиција за која се носи одлуката. Дополнително, освен овие уставни решенија, определени закони предвидуваат двотретинско мнозинство за избор на членови на тела, во конкретниот случај двотретинското мнозинство за избор на членовите на Државната изборна комисија според изборниот законник. Сепак ваквото решение и покрај добрата намера, кога е истото креирано и изгласано во овој парламент, не сме да се претвори во својата спротивност, односно да овозможува и на парламентарната опозиција целосно да го блокира процесот на донесување на одлуки, односно изборот на председател, подпредседател и членовите на Државната изборна комисија. Венецијанската комисија во бројни своји анализи и мислења го опфаќа и овој проблем, поврзан со нефункционалноста на институциите. Таа јасно и недвосмислено наведува дека потребата од избор или именување на членови на некое тело или носители на функции со квалификувано мнозинство не сме да се претвори во контрапродуктивен инструмент за блокирање на процесите за формирање на клучните институции во системот. Од овие причини, владата предлага измени во член 27 од Изборниот законник, во кој ставот 4, кој ќе стане став 3, зборовите на предлогот на листата се бришат, ставот 5, кој станува став 4, зборот двотретинско се брише и ставот 6 станува став 5. Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.